Почитувани добра вечер. Како и секоја среда, вие сте со Трета порта, емисија која за вас сурфа на светската мрежа и ви ги пренесува најинтересните моменти од изминатата недела. Во ова издание се концентрираме на два настани: заедничката пресконференција на ЗНМ и владата, на која се соопшти напредок во преговорите за носење на медиумските закони, и реакцијата на новинарите кои беа затечени од ставот на ЗНМ. Исто така ќе видиме и како колумната на Љубомир Фрчковски за Мирка Велиновска создаде широка дебата, полна со обвинувања и контраобвинувања. Почнуваме со ставот на председателот на ЗНМ Насер Селмани, во кој Селмани објаснува зошто е направена таа заедничка конференција со министрот за информатичко општество Иво Ивановски, што е прифатено од ЗНМ и во која Селмани вели дека ЗНМ сепак и покрај таа заедничка пресконференција не преговарало со владата, туку само заеднички соопштило кои барања на ЗНМ се прифатени од страна на владата и кои ќе бидат вметнати во новиот закон кој се става на гласање пред собранието. Еве го ставот на председателот на ЗНМ Насер Селмани, кој вели: "Не го известивме синдикатот, бидејќи не верувавме дека некој може да биде против забелешките." Тука Селмани вели зошто не ги известиле останатите новинарски здруженија за пресконференцијата со владата и вели: "Договор нема, има согласност. Владата прифати 3 забелешки на ЗНМ. Ние рековме дека тоа е добро, затоа ги спасивме порталите од регулација. Исто така подсетивме дека разликите остануваат за останатиот дел од забелешките, кои ако не се прифатат, може да предизвикаат штети во работата на медиумите." Подолу има уште, вели, прашан зошто не го известило синдикатот на медиумски работници и новинари. Селмани вели: "Не ги известивме другите организации, затоа што тоа се наши забелешки. И второ, затоа што не верувавме дека некој може да биде против прифаќањето на тие забелешки. И на крај, договорените принципи околу законите остануваат." И сега се селиме во овој дел на полето на Facebook, каде што реакциите на пресконференцијата на ЗНМ и на министрот Ивановски беа најсилни, каде што излегува и првичните реакции, каде што новинарите навистина беа зачудени од каде сега ЗНМ излегува со став дека на некој начин се договориле со владата и при тоа е направено на брзина, без никаква консултација со останатите новинари кои претходно заедно со ЗНМ работеа во дебатата, во јавната дебата која беше направена во однос на донесувањето на законите. Ова е профилот на Тамара Чаусидис, председателка на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Таа вели вака: "Значи, да сумирам. Се што правевме досега, демонстративното напуштање на пресконференцијата на Ивановски во март, затемнувањето на веб-порталите на 3 мај, читање и мачење со текстот на законот, што 4 пати го менуваа, ама постојано беше над 120 страни, доставувањето на забелешките, сите наши јавни, домашни и меѓународни лобирања за поддршка против законот за медиуми, отпорот кој беше јасен и недвосмислен. Сето тоа заврши со една збунувачка, недоречена, одвој најавена пресконференција, една импровизирана и лоша, сега е веќе известно, амбасадорска палијатива во која главни улоги имаат ЗНМ и Министерството. Го користам зборот палијатива, затоа што е соодветен за состојбата на нашето новинарство. Палијативна грижа е грижа за болните за кои фаталниот исход е прашање на време, па останува само тој и неговото семејство да се подготва за неизбежното. Никакви дообјаснувања и соопштенија не помагаат. Усвојувањето на законите оди по итна постапка и тоа е тоа. Одиме со ставовите на дел од другите новинари. Тука е ставот на мојот колега Боби Христов, објавен на Facebook.
Јас обично во оваа емисија избегнувам да користам ставови на колеги со кои работам во иста медиумска куќа, но тука ќе направам исклучок и не го правам ова премногу често, така да верувам дека никој нема да ми замери. Боби Христов вели вака: си глумат преговори и се прават мутави. Во која бре држава медиуми се донатори на партии? Ако основната премиса на изборното законодавство во делот за медиумско представување е еднаков пристап, тогаш не може да постои апсолутно никаква можност за попуст при рекламирање. И тоа не е висока политика, туку проста математика. Телевизиското време се мери во секунди. 1 секунда, 1 евро на пример. И кога на тоа евро ќе му удрите попуст, тогаш од еднаквоста на шансите и еднаквиот пристап имате едно големо ништо. Тоа се забелешките на Христов околу преговорите околу новиот закон за медиуми. Одиме со статусот на Жанета Трајковска од Високата школа за новинарство и односи со јавноста, во која Трајковска ја пренесува колумната, таа сатирична колумна на Фокус, значи тоа е едно сатирично писание во кое ставот на Насер Селмани, председателот на ЗНМ, се прави паралела со ставот на Илија Димовски од ВМРО ДПМН по потпишаниот договор за 24 декември. Па колегите од Фокус напишале вака: договор нема, ама има согласност. Печат нема, ама има подпис. Ветер нема, ама има магла. Меморандум нема, ама има палома. Ја договоривме, ама не ја признаваме, изјави Селмани. И тука одиме со еден посериозен став, со ставот на Владимир Тевчев, кој инаку е кој инаку е член на управниот одбор на Сдруженијето на новинари и кој вели како член на управниот одбор воопшто не бил известен. Ниту дека има некакви скорешни преговори со владата, ниту дека има навидом некаков напредок, ниту постигнат договор, а на крајот на краевите, ниту дека Сдруженијето на новинари ќе излезе на пресконференција заедно со владата, на која ќе соопштат дека е постигнат договор во односите ЗНМ влада. Па Тевчев вели вака: сакам јавно да изјавам дека јас, како член на управниот одбор на ЗНМ, воопшто не бев ниту информиран, ниту повикан на седница на управниот одбор, со која ЗНМ донело одлука да го аминува законот за медиуми. Затоа не преземам никаква одговорност за негативните последици кои ќе произлезат од ова. Еве тука можеме да видиме еден коментар. Еден Facebook корисник вели: прашањето е што ќе преземеш Тевчев, и ти и другите од управниот одбор. И сега одиме со, тука го завршуваме делот на Facebook и одиме со колумната на Петрица Рачини. Иако можевме слободно да ги прочитаме и неговите Facebook статуси, кои беа прилично многу во однос на случувањата ЗНМ влада, но потоа тој сите ги преточи во една колумна која го изразува целиот негов став. Па така сите случувања са Рачини ги споредува со еден термин, вели акшан пазар. Па вели зошто ова што се случило меѓу ЗНМ и владата него му нарекува на акшан пазар. Првин објаснува, вели вака: акшан пазарот е институција во балканската традиција и може да се аплицира во секоја сфера, поле, нива или бавча. Тој е универзален инструмент, своеведен хепе кој го решава и најневозможното. Суштината е иста, како на обичен пазар. Пошто, зашто, дај шта даш, а трговецот е обично тој што добива. Со таа разлика што акшан пазарот се одвива приквечер при затворење, во доверба, и на муштеријата му се создава илузија дека е во ќар, кога наместо 3 ќе добие 5,
за 100, дали поради количината или темницата. Тој си оди дома мислејќи дека добил повеќе од трговецот. Обично го добива талогот, тоа што никој не го купил во текот на денот. Тоа е поентата на акшн пазарот, а еве што вели Сарачини. И така, од првичниот ѓутире пазар дојдовме до акшн пазар. Заедничка пресконференција на председателот на ЗНМ и министерот за информатичко општество. Власта нешто прифаќа, а нешто не. ЗНМ као не преговара, но учествува во процесот со давање забелешки на некои нови верзии. Имало нокни средби и притисоци на дипломати. Нова година, нели? Првичните јавни лоши реакции кон овој акшн пазар, за кој никој ништо не знаеше, се разбирливи. Оти добро ни е познат пазарџијата. Пред само 2 години, со друг акшн пазар и диалог со ЗНМ, власта си обезбеди позитивна забелешка во извештајот на Европската Унија. Во 2011, пред 24 декември, Кежаровски, истрагата за Младенов, Божиновски, спречување мирен протест на новинарите, во година во која се затвораа луѓе, телевизии, вестници, преку ноќ се менуваа закони, при што купувањето медиуми, создавањето послушници и сотирањето на критиката и тогаш и сега е константна вредност. Како финале, наместо ачик дебата пред јавноста со аргументи, тајни, нокни разговори. Сега продолжуваме со еден сет на колумни кои се однесуваат на исто така на медиумите, директно и индиректно, а целата лавина на случувања ја предизвика колумната на професорот Љубомир Фрчковски, која исто така беше поттикната од надзорната расправа во собранието на која зборуваше Мирка Велиновска. Имено на расправата Велиновска пред јавноста кажа дека таа била жртва на сите системи до сега, дека била жртва на комунистичкиот систем, дека била жртва на политиките по осамостојувањето и дека е жртва и денес, бидејќи таа е слободоумна и реална новинарка и затоа сите ја напаѓале. Сега, после ова излагање на Велиновска, излезе колумната на Фрчковски, во која тој кажува некои пикантерии, некои детали кои според него кажуваат многу за Велиновска. Еве ја колумната на Фрчковски, таа е насловена Омаш за мачките и кученцата. Миленичења по нашите Софи и троседи. При тоа ова се однесува на Велиновска, а ќе видите и зошто. Тука Фрчковски го опишува периодот кога тој бил министр за внатрешни работи, кога имал контакти со новинари и со Велиновска и го кажува следното. Значи, Мирка Велиновска, денес медиска тупаница на диктатурата, беше нешто како пудлица, маче, милениче на владите на СДСМ, во јаки 2 мандата. Таа прво кај мене почна да ја пече професијата милениче на кауч, со интервју како министер без портфелј и од тогаш многу често беше во мојот кабинет, како драга гостинка консултантка. Не велам дека било кога сум одлучил да дадам наредба за било каква медиска операција со неа, начело за насочено информирање. Бидејќи тоа едноставно не го правам никогаш, ниту беше потребно. Секогаш кога имам нешто да кажам, го пишувам лично и персонално. Тогаш Башка и се скоро одеше јавно и во јавна жестока дебата. Но поважно од тоа е енергијата на Мирка, која не дочекуваше да се дефинира став за некоја работа по нашите троседи, двоседи, фотелски расправи за се и се што. Таа сама создаваше агенди за пресметка со ветерници и одеше со кампањи. Тоа беше симпатично тогаш и беше фер однос во кој никој никому не должи ништо посебно. Нормално дека закани за апсење немаше потреба да се изрекуваат, бидејќи на куче милениче кој ви се пренемага по троседи, не му се заканувате со затвор. Туку со свитка на новина ќе го плеснете за да не прави белја кај што не треба. И тука Фрчковски вели ова секако во метафорична смисла.
Сега одиме со директниот одговор на Мирка Велиновска во интервју дадено за дневниот вестник Дневник, кој во насловот вели печурките на Фрчковски сега се најгласни за медиумите. Тука Велиновска вели дека медиумите најмногу пренесувале опозицијски ставови во Македонија и дека тоа според неа било реален проблем. Сега Велиновска кажува друга нејзини детали за Фрчковски и вели дека под негово раководство, под негова директива бил направен и дневниот вестник Дневник со цел да се урне тогашната медиумска империја на НИП Нова Македонија на чело со Панде Колемишевски, кој денес исто така е активен колумниста и кој има колумна, ќе ја видиме и неговата, во која пак најчесто Колемишевски денес ја напоѓа опозицијата. Сега Велиновска вели вака. Додека беше министр за внатрешни работи, неколкумина од нас кои важевме за влијателни новинари во Нова Македонија и во други медиуми не повика во својот кабинет. Беа присутни Елеонора Карамфиловска, Сашо Ордановски, Александар Чомовски, Милан Банов. Александар Шолјаковски, Фрчковски побара од нас да сме го рушеле Панде Колемишевски. Да, ние сме имале конфликт со Колемишевски во одредени моменти, па дури и меѓу себе, но не ни се веруваше што слушаме и сите исто изреагиравме, дека нема да дозволиме владеачката партија да ни го менува уредникот од надвор. Му рековме, ова не е македонска телевизија каде што менувате уредници, а знаевме како во МТВ се менува уредници, во кафеана. Јас сум сведок на еден од ручеците на Бранко Црвенковски како премиер со новинари во Уранија, кога тој го смени Сашо Ордановски со зборовите "не прави штета". Одиме со директниот одговор на Бранко Геровски на ова на Велиновска, во која тој вели Мирка и овој дневник безочно ја фалсификуваат историјата на славниот дневник. Ќе останете ли неми? Тука тој ги повикува луѓето кои Мирка ги прозива дека учествувале во тие разговори и ги повикува кооснивачите на Дневник заедно со Геровски да кажат дали Дневник бил формиран од страна на тогашната власт. Тој тоа го образложува дека Дневник бил формиран со собствени пари, дека неговото излегување било многу тешко, дека имале силни притисоци од тогашната власт. Напротив, тука Геровски спомнува и полициски притисоци, а еве го одговорот за Велиновска. Не ми е познато дали имало таков состанок на Фрчковски со група новинари, на кој тој наводно барал тие да го сменат Колемишевски, а овие јуначки го одбраниле својот директор. Сите актери се живи и здрави, па нека сведочат. Јас можам да посведочам за еден друг состанок, што ние го имавме со председателот Киро Глигоров. На тој состанок го известивме за подготовките за нашиот проект, а јас лично му предложив на председателот да не арчиме пари, баш со тие зборови, туку власта да си го задржи под контрола вестникот Нова Македонија, а нам да ни даде да го уредуваме вечер, па така да добиеме некаква форма на плурализам во печатот. Глигоров се насмеа и ме одби со зборовите. Вие ќе арчите пари, а не ние. За жал, председателот не свати дека мојата понуда беше последната шанса да си го сочуваат царството на Колемишевски. Одиме и со одговорот на Колемишевски на колумната на Фрчковски. Тука тој вели дека Фрчковски бил еден од причините поради падот на СДСМ, поради наметнување на лош имидж на СДСМ, и Колемишевски вели вака. Со неговото име и функција, како министер за внатрешни работи, е врзан најголемиот скандал во македонската политичка историја.
атентатот врз председателот на државата, најголемиот криминален акт во државата во последните 50 години, односно Седо, Вејце и Карпалак, кога беа убиени македонски војници. Без да ги спомнувам сите негови еквилибристики при објаснувањата, односно оправдувањата, останува фактот дека тоа беше катастрофално професионално промашување, скандалозен кикс на министерот, дебакл на полицијата како институција. Во секоја нормална и регуларна држава, политичката кариера на која било личност на тоа место би била за секогаш завршена. Неговата лажна оставка и останувањето на функцијата, подоцна именуван на попрестижната министер за надворешни работи, ги оценувам како еден од преломните фактори Македонија да тргне надолу. И одиме со уште една прилично интересна колумна, тоа е на Војо Додевски, новинар, во кој тој се осврнува на останатите наводи на Велиновска. Меѓу другото, еден од нив е дека Велиновска била под силен притисок на тогашната власт, бидејќи таа открила детали од случувањата со аферата Паравојска, кога беа обвинети членови на тогашната владеачка албанска ПДП партија, дека се обиделе да формираат паравојска која требало да ги нападне легалните институции на Република Македонија. Тука Додевски вели дека Мирка Велиновска не ја зборува вистината, која вели дека таа ги открила тие податоци и тој тука кажува аргументи зашто тоа не е така. Певе Додовски вели вака. Ќе одиме директно, тука Додовски првиен спомнува и датуми кои не се точни според него, кои ги кажува Велиновска, вели тоа може многу лесно да се провери, и вели вака. Мори Мирке, тука нема да прочитаме, бидејќи се работа за навреда, намали со тоа вискито. Провери ги првен барем датумите пред да започнеш да лажеш. Паравојската се случи 94-та, не година дена порано како што лажеш. Лажеше дека имаш усмени, писмени и пишани сведоци, што лесно може да се провери од комплетите на вечер и весниците во кои ти ги пишуваше во тој период. Тие се мојот најдобар сведок. Иако се уште се живи и Венко Кричевски, Стојан Насев, Гоце Контевски и редица други новинари на вечер од тоа време, кои ќе ти кажа дека лажеш, дека Војо Додевски на јавноста ја сервираше таа афера, а не ти. За твоја несреќа жив е изворот. Мојот пријател кој ми ги даде копиите од Илирида, денес е угледен адвокат и ќе се обидам од далечниот Тајван да стапам со него во контакт за да ти ја наполнам устата со субстрат за одгледување печорки. Доколку другар ми сака воопшто да го спомнам во контекст од тебе. И тука нема да дочитаме, бидејќи се работи за вулгарности. И завршуваме со колумната на Теофил Панчик, кој вели Прометеј во Гаки, и тоа однесувајќи се на споменикот на Прометеј во центарот на Скопје спроти собранието. Панчик вели како отидов во Скопје за таму да ја видам српската иднина. При тоа тој вели дека тоа што се случува во Македонија наскоро очекува да се случи и во Србија во однос на политичките случувања, во однос на користењето на национализмот и патриотизмот за останување на власт. И еве ќе прочитаме еден дел од колумната на Панчик. При тоа овој дел ќе го преведеме. Панчик вели вака. Кога го прашале како тој ги видел сите споменици во Скопје. А што е Панчик со сите тие антички и останати споменици за кои сите пишуваат? Читав доста за тоа, бев наведом подготвен за сиот тој кабаст ужас.
но ништо не може да ве подготви за жива средба со Александар и Филип Македонски. Со себројното семејство на Самуил Прометеј во гаки, првим бил гол, но го облекле за да не ги скандализира чедните жени. Да го наречеш тоа киче смешно, бидејќи ова е многу полошо. Да го наречеш за триумф на дегенерирана фашистичка естетика со елементи на соцреализам е точно, но слабичко, недоволно пластично. Ова е отворен циничен триумф на ништавилото, или идентитетска и секоја друга политика без одржина, смисол и правец, пострамувачка, банална утеха за сите неуспеси. Почитувани, ова беше се во ова издание. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку само ви ја презентира големата слика. Останете со програмата на 24 вести.